Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден во првото издание за контактната емисија Очи во очи за оваа работна недела. По продолжениот викенд и паузата од нашата емисија, верувам дека сте одморени и подготвени за уште едно ново дебатирање на тема која што денеска ќе ја поставиме за вас и за почетокот на оваа работна недела. Денеска со мене Сања Савеска, бидејќи Огнен Јаневски е на заслужен одмор. Денеска е 4 мај, 112 годишнина од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. По повод денешниот ден, државни и градски делегации му одадоа почит на неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје и на споменикот во градскиот парк. Денешната тема е поврзана исто така со оваа 112 годишнина од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Што сторија политичарите со Гоцевите идеали и каде е Македонија денес е темата на која што денеска ве очекувам да се јавите на нашите две телефонски линии 026091924 и 026091925. Веќе добро ги знаете правилата на игра во очи, го дозволуваме секакво мислење, секакви ваши ставови, меѓутоа строго и се забранети навредите во изданието Очи во очи. Дали веќе имаме некој гледач кој ќе отвори оваа денешна емисија? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Слава им на Гоце Делчев, Јосип Броз Тито и Одри Хебрен. Тие на денешен ден умреа. Зборуваме сега за нашиот Гоце Делчев. Сите тие си имаат свој придонес во светот. Зборуваме за Гоце Делчев. Гоце Делчев е една од нашите личности, многу трасира патот на македонците, заедно со своите соборци. Меѓутоа, денеска, дали ние успеавме да го разбереме тоа негово трасирање и дали успеавме да ги продолжиме неговите идеали. Тој не беше за борба, тој беше за напредок, борбата беше последна, оружјето беше последно во неговите мисли, меѓутоа денеска изгледа оружјето е на прво место кај нас. Не треба тој кога викаше на сплотување, викаше на сите жители на Македонија кои што живеат во Македонија, а денеска ние се одвојуваме. Тоа е многу ме боли како македонка која сум веќе возрастна, која знам што е сплотеност. Многу се жалат за време предходното владење. Не се зборувала за историјата, се зборуваше за историјата и тоа многу се зборуваше за историјата. Меѓутоа, денеска секој тоа си го гледа од свој агол и си го прави на свој начин. Многу ми е жал за младиве, за нашава држава, што дојдовме до оваа ситуација, да сме на прво место да зборуваат во Обединетите нации, во Европска унија, само не за позитивни работи, туку како да и поможат на оваа наша држава. Благодарам за отстапеното време. Ви благодарам вам на јавувањето. Ние ќе продолжиме понатаму. Темата на која што денеска дискутираме што сторија политичарите со Гоцевите идеали. Каде е Македонија денес? 026091924 и 026091925. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Денес политичарите до крај ги девалвираа основните идеали на Гоце Делчев. Гоце Делчев не случајно изјави дека го сваќа напредокот на општеството како поле за надпревар на идеи и така натака, да не го цитирам. Гоце Делчев подеднакво соработуваше со сите кои беа слободолюбиви луѓе. За овој ќе дам пример. Тој и неговите соборци
посебно Карев, водеа сметка за секој човек во Крушево. Па во Советот на Крушево, а Крушево имаше 9000 жители тогаш. Во Советот на Крушевската република, чиј председател беше тој, Карев. А Советот имаше 60 души, 20 беа албанци, 20 беа македонци, 20 беа власи. Во привремената влада на републиката Крушево, Крушевската република, која беше од 6 души, 20 беа македонци, 20 власи, 20 албанци. Тоа беа идеалите на Гоце Делчев. Тоа беше подеднакво ценење на човекот по својата вредност, а не по националност. Денес, спротивното се шири една омраза меѓусебно, не само меѓу македонците, албанците и така натака. Национализмите се многу опасни, било чии да се, и македонски, и германски, и албански национализам води само кон зло. Така да Македонија е денес на дното на демократијата, заправо нема демократија. На ваков начин не се гради демократија. Човекот треба да се цели по делата, а не по припадноста партиска, верска и не знам уште каква. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Може да зборувам? Да, во програма сте, ве слушаме. Повелете на денешната тема да го кажете вашето мислење. Благодарам. Скоро за денешната тема рамките, и јас го разбирам светот како широк. Имаме проблем со гледачот, не успеавме да воспоставиме добар контакт. 026091924, 026091925. Ве очекуваме повторно, продолжуваме со следниот. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Мило ми е што вака сте поставили конечно, значи нова телевизија нешто да видам вака промакедонска, пропатриотска, родолюбива тема. Значи јас сум за таа опција да се поучуваме тие наши македонски великани кои живот давале за ова наше свето име Македонија, живот давале за нашето македонско знаме, за нашиот македонски бајрак, за се македонско давале живот, значи. Тие да не бидат примери и поука, а не да виткаме кичма пред секој душман, да викаме дека како на партија не ни личи да сме македонски патриоти. Мислам дека треба да не генерализираме, значи, дека има наши македонски политичари кои се принципиални, има и такви. Не треба да бараме значи влакното да го цедиме. Сепак значи јас радувам што значи има такви наши македонски великани. Поточно и сегашни кои бранат свето име Македонија, прават добри дела, зголемуваат пензии, не знам, културно градат театри, културни центри, помагаат на студенти. Значи тоа се добри дела. Сега грешката е оние кои ни викаат, значи, кои нам се да шират братолюбие, македонска свест, тие шират, значи, канибализам, така да речем, за жал. За жал, делам, значи, вика дека че јадиме ние, ако сме власт, че јадиме живи луѓе. Што има тие со Гоце Делчев, кои кон своите свесни, кон своите брајке македонци, а имаат чиста македонска свест, имаат крвничка злобна омраза. Зошто се мрази македонскиот патриотизам во Македонија? Јас се прашувам и нова емисија. Фактички овде кај нас сега мислам, јас гарантирам, јас сум далеко од Гоце Делчев, но гарантирам, тој да беше жив и да живееше во време че плукан, линчуван и че имаше и кон него закани со канибализам, пошто тој во време на Отоманска империја се борил за слободна и независна држава Обединета Македонија, па каде ли во слободна Македонија да брани национални наши македонски интереси. Зато ви велам дека, значи, јас ми е мило што оваква тема се поставиле и сповајмо на Бога што велам, дај Боже, еден повик од мене, до сите свесни македонци да се јават нова емисија, да не бидат така себични и повлечени, да браниме се што е наше македонско во слобода, пошто наши великани во робства имале храброст, душа и срце да гинат за македонско. А ние денеска во слобода сме уште по-обврзани да браниме се македонско. И на оваа емисија да се јаваме масовно и редовно, а не оние кои се безкичмени да шират антимакедонщина и да плукат по секој свесен македонец. Вечна Македонија и Бог да ги прости сите великани кои загинале за ова сето македонско земја. Поздрав. Ви благодарам за јавувањето. Ние ќе продолжиме понатаму. Дали веќе имаме гледач на другата линија? Да, ало. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Дали сум во програма?
Да, што сторија политичарите со гоцевите идеали? Каде е Македонија денес? Што ќе ни кажете вие на оваа денешна тема? Видите, темата ја гледам, меѓутоа дали сум во програма. Да, во програма сте. Ве слушаме. Видите, темата не реков дека е тешка, една оригинална тема за една страдална Македонија. Меѓутоа, јас многу сум восхитен во претходниот гледач кој што доста од моето мислење го искажа. Меѓутоа, туго ми е жал. Жал ми е што после плурализмот кој дојде 90-та година, кога требаше да стага да стварно да се виде кој е лидер, кој е Гоце и се порастори по друго. Зашто? Затоа што дојдоа клосари на власт. Они мислят дека некој си Лупчо дошол. Он не дошол од тоа што народот го сакал, за тоа што е бил борец. Зашто ги направи, ги девалвира борците со неговото однесување. Тие се биле прави борци. Он е бил еден обичен клосар, кој што, ете сега му паднало, прво бил член на комунистите, па после му паднало да биде член на ВМРО. И само тоа ми е жал, зашто направија девалвација со овие златни луѓе, начело со Гоце Делчев, па и сите, и Пере Тошев, Јана Сатански, сите. Затоа ме е многу жал, многу има, иначе политичарите сите се одредени само да имат фотеја и да си гледат своите правци, кои што може да му донесат повеќе во джебот. Се најубаво да поздравува Југов од Југ. Поздрав и до вас. Се продолжуваме понатаму со гледачите кои што не чекаат на следните линии. Добар ден, за кого? Добар ден. Дали се слушаме? Ја вас се слушам. Да, повелете во програма сте, да го чуеме вашето мислење. Само сакам поред се убаво и темата е све добро. Меѓутоа сакам да кажам и Тито требавте да го ставите истиот овој пакет, пошто мислам дека он е створи Македонија као држава. Значи беше должен и него да го ставите баш истиот пакет. Ја мислам дека не денеска е ден на смртта на Тито, не? Токму така, да. Значи можеше исто време да ги ставите 20 Добро, можеме сега да... Тој дале што се јава во секоја емисија, та стварно е више досад. Мислам, тоа више го претера во секоја емисија, во секој канал, он е нешто више само да ви поздравим, извинете ако не. Да. Ви благодарам за јавувањето. Нема ограничување за гледачите кои што сакаат да се јават. Секој оној кој што ќе добие всушност слободна линија може да го каже своето мислење. Секој работен ден во истиот термин е нашата емисија и подеднакво право имате сите. Меѓутоа ете само неколку успеваат да добијат во денешното издание. Затоа да чуеме накратко што вие имате кои што сте следена линија да кажете. Добар ден. Ало. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Ја стварно имам што да кажам многу, ама стварно со револтиран со тој Италија од Прилепдајски, рете го и нешто. Па стварно... Да продолжиме ние со вашето мислење на темата. Добро, пријатно, ајде. Ви благодарам што не сакате да го кажете своето мислење, се јавите да коментирате за другите гледачи. Друг пат ќе ве замолам да си го искористите правото и вие вашето мислење да го кажете, затоа што сами знаете дека не така лесно се добива линија во очи во очи. Дали имаме гледач на другата линија? Добар ден. Да, имате. Повелете во програма сте. Па видете вака. Има една мала мистерија тука. Да чуеме. Ние Гоце го делиме со бугарите. Гоце не е само наш, во Бугарија има и град Гоце Делчев. Така да измешани ми се работите. Идеалите оние што ги имаше, например, ништо лошо во нив, добри се тие идеали. И тие идеали, нормално, ако беа за Македонија, ако се однесува само на Македонија, ги спроведија партизаните во Втората светска војна. А меѓутоа, во Втората светска војна партизаните се бореа и против наследниците на Гоце Делчев. Против таа партија, која што беше колаборираше со
бугарите. А бугарите беа тука како окупатори. Така да јас не можам точно да кажам, мене ми се чини да не беше тој со една нога, што заврши некни во истиот ден направи 5 годишнина од смртта, немаше ни м од Македонија да има. Ова е Асномска Македонија, придобивка на баш на тие луѓе, а од меѓувреме тие луѓе што го наследија Гоце, си се тепаја за чекмеџето, во кој час ми. Дали еден ќе го има, дали друг ќе го има, Тодор го имаше, што ти знам кој го имаше, на краја заврши во Ланчо Михајлов. Тој убо мирно си проживее во Италија. Така да ми се чини дека ова работа со тие идеали на Гоце, ама нема баш никак. Гледаме и што се случува сега, во последно време со овие бомбите. Наводно бомби. Меѓутоа не се наводно бомби, тоа се вистини. Гласовите се автентични, така да не гледам нешто. Не гледам дека спроведив нешто. Ако имаш идеали, не гледам дека спроведивме нешто од она што беа неговите идеали. Доколку е тоа се што имате да кажете, јас ви благодарам на денешното јавување, да остапиме простор на гледачите кои што сакаат и тие да го споделат мислењето лично со вас и со нас овдека во студиото. Добар ден за кого? Дали се слушаме? Што сторија политичарите со Гоцевите идеали и каде е Македонија денес? Е темата на која што денес разговараме и телефонските линии секако се отворени за сите вас кои што сакате да го споделите вашето мислење. Веќе имаме гледач. Добар ден за кого? Поздрав од Прилеп. Поздрав и до Прилеп и до вас. Да чуеме што вие ќе кажете на денешната тема. Гоце Делчев сближуваше. Многу сближуваше. Гоце Делчев беше за диалог, за разбирање, за соработка со сите. А додека оваа влада раздојува, сотрува, за уши води, не вели оти луѓе јадим. Имаше еден тренер овде во Победа, велеше, утре деца сакам на утакмица живи луѓе да јадите. Значи да се залагате, да трчате, да борите на стадион. Ова влада не вели оти луѓе ќе јадите. Та ги јади. Изеде полно, изеде гробишта на се наполнија. Луѓето умира на 55 години од што се најдово во неба. Ало, дали сте се уште на линија? Сака едноумие, сега е едноумие. Е приватизира Македонија. Македонија Камчев и Мијалков е купија цела. Ајде, пријатно се на југо. Ви благодарам за јавувањето, пријатно попладне. Ние продолжуваме понатаму. Дали имаме гледач на другата линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав Сања Николче Петешки од Кичево до вас. Ви благодарам, поздрав и до вас. До вашата објективна телевизија и воедно претходно господиот потполно го поддржувам. Значи, ние сите знаеме, целата македонска јавност, без разлика од која националност припаѓа, сите слушаме, сите знаеме, сите гледаме како живееме во денешно време и кои идеали беа за ова кое го живееме. Идеалите на Гоце Делчев беа сплотете се граѓани без разлика од која националност припаѓаат, како што кажа претходно еден господин, албанци, македонци, турци, роми, сите заеднички да живееме слободно во слободна Македонија. За среќа и Тито тогаш ни помогна за времето на Асном. Ја добивме државата, за жал ја зедоа оние кои не знаат да ја чуваат, кои не одат по идеалите на Гоце Делчев. Вистината е таа, одат по идеалите на нивните интереси. Го поделија народот, го раскараа народот. И сега господинот претходно напомна дека некои си живи луѓе овона. Како што кажа, да, точно е така, секој го вика тој го надпревари во свет, тој е еден потек за волја, а не со намера, како што оваа власт, кога јавно слушаме на телевизија, каде што вика, фрлете ги по ендерци, запалете и капаните, оние кои не се со нас. Да знаат таа господа која води власта, јас како Николче Петерски им порачувам, немојте така, сите имаме право на живот,
без разлика од која националност припаѓаме, секој сме во оваа држава да живееме слободно, сладко, да се почитуваме едни со други, државата ќе да оди напред. Тоа бе идеалите на Гоце Делчев. Поздрав и се најубаво. Благодарам што ме слушавте. Поздрав и до вас. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Сања. Добар ден, повелете, во програма сте. Значи, да, политичариве направија еден голем напредок со Македонија, да вратија некаде во 17-18 век во раниот феудализам. И како тргнала работата ќе стигнеме некаде до 15 век. Во феудалното општество било малку и подобро, дори тога не слушале, немало телефони. А сега им фрлаат бомби и немаат гајле. Вчера го пратев конгресот на ВМРО и многу сум разочаран. Не го чув Груевски некоја милиарда инвестиции да фрли на митингот вчера, како што ги фрла секој со инвестиции. И многу сум разочаран, е толку криво, не можев да спијам синоќа, викам, не фрли ни една милиарда, не го излажа пак народот. Поголем лашко во политикава не сум слушнал. Ама не сакам да употребам збор кога ги слушам овие ќе употребам говедава што му веруваат. Не треба да ги употребувате тие зборови. Воздржете се, само кажете го своето мислење. Не, мислам, не ги навредив јас. Не ги навредив, госпоđа, бидете поздравени, господице, бидете поздравени, не ги навредив, верувам, кажам. Ви благодарам. Да, ви благодарам на вашето јавување и секако ќе замолам да се воздржуваме од навредливи зборови, да го задржиме сопственото достоинство и да го кажеме накратко мислењето на темата која што секојдневно за вас ја задаваме, за да може сите, односно поголем број од вас да го искажат сопственото мислење. Дали имаме гледач кој што ќе сака да го каже своето мислење на денешната тема? Добар ден. Што сторија политичарите со Гоцевите идеали? И каде е Македонија денес? Добар ден за кого? Добар ден и поздрав од Битола. Поздрав и до вас и до Битола. Луѓето од опозицијата кои што ги нарекуваат говеда, сите оние кои што гласале за ВМРО ДПМН и за ДУИ, на ваков начин никогаш нема да се вратат на власт. Со навредување, со омаловажување, сигурен сум дека никогаш нема да се вратат на власт. Би сакал да кажам само уште едно, денес подзаборавивме, на денешен ден почина и Васка Илиева, едно од најголемите имиња на македонската музичка сцена. Значи, тројца луѓе важни за историјата на Македонија, Јосип Брз Тито, Гоце Делчев и Васка Илиева, заминале на денешен ден. Мислам дека навистина има доста настани со кои што треба да одбележат овие три личности, кои оставиле трага во историјата на Македонија. Секој на свој начин и секој во своето време. Ви благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето, секако голема почит и за Васка Илиева, доајнот на македонската народна песна. Ние продолжуваме понатаму со темата која што денеска е зададена. Разговараме за Гоцевите идеали и што сторија политичарите со нив. Каде е Македонија денес, 112 години по смртта на Гоце Делчев. Добар ден за кого? Добар ден, Драгјанска од Скопје ви се јавувам. Повелете? Врска со вашето прашање, сметам дека оваа гарнитура нема врска со Гоцевите идеали, бидејќи ги велича врховистите, тие кои што беа душмани на Гоце Делчев. Значи имаме споменици на Тодор Александров, така натаму. Благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Ете, вакви треба да изгледаат јавувањата очи во очи, кратки и јасни. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден, повелете. Ја ќе видам краток, ама не како гледачката. Ајде да чуем. Ја се согласувам со гледачката што кажа, пошто денешниот ден може да се спомне и со Гоце Делчев, и со господинот врховен командант пред 35 години Јосип Броз Тито, и гледачот што спомна на денешен ден, мислам дека на денешен ден и ја најдобрата пеачка во Македонија, Васка Илиева, кој што стварно имаше глас природен и така натаму. Меѓутоа, јас не би се согласувал сега каде е Македонија. Не би се согласувал со некои гледачи кои што нон-стоп зборуват македонштината, македонскиот народ и така натаму и така натаму. Ја не знам како ќе бидам сватен, меѓутоа
во денешно време, како што е Република Македонија и кој живее во Република Македонија, тоа секој чесен жител на оваа држава треба да каже граѓаните на Република Македонија. Па дали се тие македонци, албанци, турци, срби, роми и така натаму, значи ние сме граѓани. Не може да биде и ни албанец, ни македонец, ни ова, ни она. Во емисијата треба да се спомнуват граѓаните на Република Македонија. Ако некому не му се свиѓа, мене не ми се свиѓа што стварно некој само се бави со македонштината. Тоа е стварно, мислам дека веќе претерува со такви работи, македонски производи, македонски ова. Еве, ја, например, би кажал дека тоа е производство на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија кои што го произведуваат, кои што го работат и така натаму и така натаму. Има многу да се збори, меѓутоа тоа моје мислење, треба да се спомнат, еве, добро што е за Гоце Делчев и Јосип Брз Тито и Васки Илиева, дека денешниот ден, значи стварно има за тројца варни и борци, и политичари, и преседници, и пеачка, така натаму, али еднаш да напомнам. Би ги замолил сите дека вака ако почнеме да се делиме на наси, мислам дека не е добро. Така, ви благодарам на јавувањето. Ете, не бевте толку кратко колку што ветивте, меѓутоа си го искажавте докрај сопственото мислење, да чуеме што следниот гледач ќе каже. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Што сторија политичарите со своите идеали, каде е Македонија? Само намалете го тонот на вашиот телевизор, ќе ве замолам, затоа што малку доцни. Да. Ете, ви благодарам, изборувајте во слушалката од телефонот. Што да кажеме дека Македонија денес и ние не знаеме каде е. Треба да размисламе подобро. Владата си гледат само за нив. Нас, граѓаните обични, само не бараат кога треба да има гласење. А това не е добро. Ние сме останани ни стечајци, ни вработени, ни невработени, ни пензионери. На них им е добро, народот само го залажуват, го замајуват на некој начин. Они се добри, опозицијата е лоша, мада човеко не јаде живи луѓе. Никој не јапнал денеска живи луѓе. Ама он секој ден не јаде и не лаже. Срамота за власта што го работе. Јас мислам, ние сме веќе баби, а останани од млади без работа. Фала Богу што сме си направиле стаж. Знаеме и за Гоцеви денови, знаеме и за Македонија како беше тогај, а како е сега. Ви благодарам на отстапеното време и бидејте поздравени. Ви благодарам вам на јавањето, поздрав и за вас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Што сторија политичарите со Гоцевите идеали? Мислам дека денешниве политичари од 1990 година навамо ништо не сторија за Гоцевите идеали. Сторија само оние кои што се борија против фашистичките окупатори, комунистите, партизаните. Тие го остварија идеалот на Гоце затоа што создадоа барем еден дел од Македонија, од територијата Македонија создадоа македонска држава во социјалистичка Федеративна република Југославија. Макар беше во федерација, живееше како во рај. Не како денес македонците живеат под робство само на една политичка партија. А таа партија е стварно, значи, не е Гоцева. Ако се вика, значи, ВМРО, па и ДПМН е озгоре националистичка, тие се против македонците. Штом го истакна, значи, Тодор Александров, Ванчо Михајлов, не се овие политичари за Гоцевите идеали. Овие денешни политичари, начело со Груевски, веднаш треба да се одат од власта и да не постои веќе партија ВМРО, него само ДПМН.
Така ќе се спаси Македонија од денешниве ВМРО-вци. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Од село од Прилеп. Во врска со годишнината од смртта на македонските револуционери Гоце Делчев, денеска сум сакам да направам на исправка дека на денешен ден пред 103 години во Деновската клисура е убиен и Пере Тошев. Значи на 4 мај, еден од апостолите на македонско револуционерно движење. Даме, Пере, Ѓорче и Гоце. Тоа имам да го кажам. Тоа беше се за вашето денешно јавување. Ви благодарам. Дали беше тоа се? Се, пријатно. Ви благодарам и на оваа информација. Ние ќе продолжиме понатаму. Вака се јас од постарата генерација сум, ќе кажам најобјективно правилно. Да чуеме, повелете. Од Веле сум и тоа ја имам на татко ми, таткото Комита загина за време турското робство. А Гоце Делчев се борел за идеалите на Македонија за време, никој не го кажа тоа за турското робство што бевме. И загинал за тоа. Тука се Карев, Тито Гули, тие треба да испомениме. Од тука потекна Македонија. Не е Македонија нова, што кажуват се, нова е нова, не е нова. Македонија е стара со векови. И така треба да се третира. Него тоа која поделија, после испаѓа нова. Не е нова. И да се разбереме за тоа. Ние, моето потекло е многу јако за Македонија. Комита, дедо погинат. За време партизанството, чичковци, браќа загинаа за Македонија. И затоа се јавувам редовно на телевизија и дури ми се плаче за Македонија. Вака да ви кажам, толку имам јас, повеќе неам. Другите се зборуваат, се зборуваат на ветер, зборуваат врзани со книжки, за работни места, за не знам шо, за да живеат комотно, богаташи да станат и така натака. Не е за идеалите, друго е македонштината, друго е богатството. Така да ви кажам. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас и до цел Велеса. Ние продолжуваме со следниот гледач. Кој ни се јавува? Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, сакам да кажам дека да престанеме да збориме за Македонија, туку да збориме за македонците. Бог да ги благослови македонците, значи ние сме си во своја држава, имаме право да кажеме дека сме македонци, а не да каже само граѓанин, неко македонец, ние сме македонци, за оваа држава крв се леело, луѓе гинеле, ми се допадна последниот, значи треба да имаме идеали, да никогаш да не биде материјалната страна прва туку или некој ги користи, туку да имаме заеднички идеал, Бог ни е идеал и сите тука што се дојдени се македонци, па после се друга нација. Овдека во оваа држава е Македонија. Значи не може никој да ми замени мене да ми каже јас сум македонец, нема да збори за дека си македонец, туку дека за Македонија. Македонија, македонци тука гинеле напред македонци, бидете обединети со Бога, со верба во Бога, живите праведно, храбро, честно и ние сме дел од Господ. Значи, оваа земја благословена и народот македонски е благословен. Никого не мразиме, ама нема да дозволиме и нас да не газат. Поздрав, пријатно, се најдобро. Ви благодарам за јавувањето. Вие бевте и последниот гледаш за денешното издание на контактната програма Очи во очки. Јас ве поканувам утре во истиот термин да бидете повторно со нас и да се јавите да го кажете вашето мислење на темата која што утре ќе биде дадена. Сега ви посакувам пријатно попладне. Останете со програмата на телевизија 24 вести и проследете ги најновите информации од Македонија и светот во централниот дневник во 17 часот. Пријатно.